Дојдовте на онлайн часот за македонски јазик. Јас сум Мири Крстовска, предметен наставник по македонски јазик по Основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид. Нашиот денешен час е причински и последични зависно сложени реченици. Што ќе научиме на овој час? Ќе научиме кои се причински и последични зависно сложени реченици, како ќе ги препознаеме, како ќе ги образуваме и како ќе ги употребуваме. Првин ќе зборуваме за причински зависно сложени реченици. Може да подготвите една тетрадка и пенкал. Кусок ќе повторим. На каков начин? На нашата табла имаме 3 примери. Голманот не даде гол поради повред. Кире ми се налути заради тајна. Одне внимание, детето пада. Сега вие треба овие реченици да ги препишете во вашите тетрадки, а потоа на нив да ги подречете првостепените, а потоа и второстепените реченични члени. Значи, подметот ќе го подречете со една линија, прирокот со 2, предметот со 3, а другите останати второстепени реченични членови, доколку ги има, обележите ги на некој ваш начин. Кога ќе решите вежбата, вашите точни примери ќе изгледат вака. Во првата реченица, прирокот е не даде, подметот е голманот, предметот е гол. Поради повреда е приложка определена. Кире е подмет во втората реченица, ми е предмет во реченица од мене ми, се налути е прирок во реченицата, заради тајната е приложка определена. Во третата реченица, прирокот е падна, детето е подмет, од невнимание е приложка определена. Ученици, сега размислете за каква приложка определба станува збор, односно за какви околности на вршење на действото на глаголот зборуваат овие 3 приложки определби. Поради повреда, заради тајната, од невнимание. Точно тие ја кажуваат причината, значи тоа се приложки определби за причина. Следната вежба е образуваме сложени реченици. Кој е условот реченицата да е сложена? Така е да има 2 или повеќе прироци. Еве ги повторно нашите примери од претходната вежба. Приложките определби се напишани со бордирани букви, така што треба сега да направиме. За да добиеме сложени реченици од овие прости реченици, приложките определби треба да ги направиме прости реченици со кои што ќе потребиме уште еден прирок. Значи, приложката реченица ќе ја представите со прирок, односно ќе направите од неја проста реченица. Кога ќе ги решите вашите вежби, точните одговори ќе бидат вака. Голманот не даде гол поради тоа што беше повреден. Кире ми се налути затоа што открив тајната. Зашто не внимаваше, детето пада. Сега, ученици, забележуваме јасно, обележани се дека има по 2 прирока во сите реченици, речениците се сложени и што забележуваме друго. Дека зависната реченица во овие реченици ја покажува причината која што се вршило или не се извршило действото во глава. Вели, зошто голманот не даде гол? Поради тоа што беше повреден. Зошто Кире ми се налути? Затоа што открив тајна. Зошто детето падна? Зашто не внимаваше. Сега добивме причински зависно сложени реченици. Во причински зависно сложени реченици, зависната дел реченица игра улога на приложка определба за причина во однос на дејство во главната реченица. Тогаш, кога ќе ги дефинираме овие реченици, треба да запишеме вака. Причински зависно сложени реченици се оние во кои зависната реченица ја кажува причината за одбивање на дејството во главна реченица. Овие реченици имаат сврзувачки средства, тоа се затоа што, зашто, бидејќи, поради тоа што, заради тоа што. Што треба да внимаваме кога ги образуваме овие реченици и кога ги изговараме? Често пати ги мешаме зборчињата зошто и зашто. Тие не се исти збор реченици, затоа што зошто е прашален збор и тој се употребува во поставување на прашални реченици, додека е зашто вистинскиот сврзник за причински реченици.
Правопис. Бидејќи ние прописното правило за пишување на зависно сложени реченици веќе сме го кажале во претходните лекции, сега јас барам од вас вие тоа да го примените и да го повторите. Вели напиши 3 причински зависно сложени реченици, при тоа примени го правилото, покажи како правилно тие ќе се пишуваат. Ако веќе напишате 3 примери и го применивте правилото за пишување зависно сложени реченици, тогаш во нормален ред, како што е првата реченица, не ми зборува зашто ми се налути, забележуваме дека нема запирка, прво доаѓа главната зависна реченица, а во вториот пример сме ставиле запирка зошто, бидејќи првим доаѓа зависната реченица, бидејќи сме другари, а потоа главната Марко ја подели со мене неговата тајна. Сега да размислиме за следниве примери. Голманот беше повреден, така што не даде гол. Ја открив тајната, така што Кире ми се налути. Детето толку не внимаваше, така што пада. Овие реченици се слични на нашите претходни примери, меѓутоа не се исти ученици. Забележуваме дека зависните реченици сега не покажуваат веќе причина, туку покажуваат некоја друга прилошкова пределба, односно ја покажуваат последицата на вршењето на дејството во главната. Вели голманот беше повреден, така што не даде гол. Значи последица од дејството во главната, зашто голманот бил повреден, затоа тој не даде гол. Ја открив тајната, така што Кире ми се налути. Кире ми се налути, тоа беше последица за тоа, затоа што ја открив тајната. Детето толку не внимаваше, така што пада. Значи, овие сега реченици се последични, зависно сложени реченици. Ако зависната причинска реченица ја покажува причината, тогаш е логично последичната зависна реченица да ја покажува последицата од вршењето или евентуалното неизвршување на дејство во главната реченица, тогаш ќе ги дефинираме на следниот начин. Последични зависно сложени реченици се оние во кои зависната реченица ја кажува последицата за одбивање на дејството во главна реченица. Може да ја запишете дефиницијата во вашите дописи. Сврзувачки средства. Во овие реченици сврзувачки средства се следниве: така што, така, па следува нешто, па што, толку, па следува нешто, забележуваме неразделени сврзници. Овие сврзници ученици што се разделени, едниот дел припаѓа на главната реченица, едниот дел оди во зависната реченица, тоа ќе го видиме и на следните примери. Вели не научи, така што не го одговори прашањето. Така силно падна, што раката ме болеше 3 дена. Тој толку силно викна, што го слушнаа во другото село. Таква радост доживеа, што почнав да скокам по улицата. Овде веќе јасно се гледа како тие разделени сврзници се употребуваат, така што заменските форми доаѓаат во главната реченица, додека другата форма оди во зависната реченица. Како ќе ги пишуваме овие реченици? Правопис. Забележуваме дека ако сврзникот заедно јасно ставен во зависната реченица, тогаш не ги разделуваме со запирка. Ако сврзникот е разделен, едниот дел оди во главната, а другиот дел во зависната, тогаш овие реченици ги разделуваме со запирка. Вежба. Напиши 2 причински реченици, а потоа трансформира ги во последични. Доколку вие ги решивте вашите вежби, можеме одговор на оваа вежба ќе биде вака. Причински реченици. Летото за мене најубаво заради тоа што одам на плажа. Добив попалница зашто имав најдобро изработена макета. Толку сакам да одам на плажа, така што за мене летото е најубаво. Имав најдобро изработена макета, така што добив попалница. Ова ќе биде еден од можните одговори, сигурно вие сте напишали други примери.
Што научивме на овој час? На овој час научивме да ги препознаваме причинските и последичните реченици. Можеме да ги дефинираме, знаеме со кои сврзници се образуваат, знаеме да образуваме ваков тип речени и користиме во пишување текстот. Така што ученици, ако потпуно одговорите на овие 5 заклучоци, значи очекувани резултати, значи вие сте го совладале знаењето предвидено за овој час. Доколку нешто од овие 5 работи не се јасни, тогаш вие треба да се навратите назад и да ги повторите или да ги проследите објаснувањата за оваа лекција. За домашни активности имате 2 вежби. Првата вежба имате задачи под А и под Б, значи да напишете причински реченици со сврзници заради тоа што и зашто, да ги ставите на инверзија и да го почитувате правописното правило. А потоа од нив да направите последични зависно сложени реченици. И втората задача вели да напишете куст текст, имате тука една илустрација со овошје во кој што ќе употребите последични и причински зависно сложени реченици. Драги ученици, тоа беше се за денеска. Јас ви посакувам многу успех понатаму при проверка на знаења. Учете редовно, се гледаме во некоја наредна прилика. До гледање.